Господине премиер Груевски и министре Ставревски, во македонски шуми, зад параванот на социјални вработувања остваривте, ама тесно партиски интереси. Тажно и срамно, поигрувајќи се со надежта на најранливата категорија граѓани, социјалните случаи. Ако биле манипулација, тврдењата дека сте вработиле луѓе исклучиво блиски до ВМРО ДПМНЕ, СДСМ бара јавни одговори од вас. Како меѓу вработените од Гостивар, во групата "Внимавајте на самохрани родители", е вработен член на ВМРО ДПМНЕ кој има сопруга, собственичка на фризерски салон, а и тој самиот има приватна фирма. Како според нашите податоци од терен, од Свети Николе се вработени 21 лице, сите до еден поддржувачи на ВМРО ДПМНЕ. Како од Карбинци е вработено лице кое веќе работи во конфекција, кој има сопруга, која исто така зема плата од работа во конфекција. Со нив живее и мајка му, која прима пензија, а поседуваат и собствен автомобил. Или од истата општина е вработен човек кој живее со мајка пензионерка, работат ниви, имаат стан во Штип и возило. И сите се членови на ВМРО ДПМНЕ. Како од двете вработувања во Вевчани и двете се членки на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Едната е претходно вработувана со договори за дело во јавни предпријатија за партиски заслуги. Како од 44-цата примени од Охрид, во македонски шуми 9 воопшто не постојат. Исто како што меѓу 30-те примени од Струмица, дури 12 не постојат. Воопшто не постојат нивните имиња. Веќе соопштивме за партиски вработувања во Струмица, Кичево, Делчево, Гевгелија. Имаме уште податоци за вакви примери и од другите делови од земјата. Вака ли остварувате, премиере Груевски и министре Ставревски? Со поигрување со социјалата, на која што целата надеж и беше во телевизорите и вашето лото шоу, од кој излековте многумина стрекници, ама најмалку социјалци. Бројката од пријавените 23.000 граѓани за вработувањата во македонски шуми покажува дека власта на ВМРО ДПМНЕ продуцира сиромаштија, која и е предмет на манипулации на истата оваа власт. Почитувани, СДСМ ја повикува владата да ги објави рангирањата на сите 23.000 пријавени кандидати, вклучувајќи ги и оние 1600 вработени, но тоа до овој момент не се случи. Ако не се достапни базите на податоци, како ќе се знае дека на вистина се вработени 1600 лица? Бараме одговор од Груевски и Ставревски. Што криете? Дополнителни манипулации со најранливата категорија граѓани? Со необјавувањето на ранг листата на луѓето кои не добиле работа, а се вистински социјални случаи, одземено им е правото на приговор. Врз основа на која споредба на податоци тие ќе основаат својата жалба? Или тоа е всушност вашата цел? СДСМ бара владата веднаш да престане со подценувањата и со поигрувањата со сопствениот народ. Ако е се чисто во конкурсот за македонски шуми, нема од што да се стравува. Како што тврдат дека јавно во телевизиското лото шоу доделиле 1600 вработувања, така јавно треба да ги објават бодувањата и ранг листите. Господа, тоа е ваша должност.